Власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за уапсениот дипломат. Ерменија го бара испорачан за вели дека ќе се постапи согласно меѓународните договори. Кој е виновен? Во Македонија уште пред 2 години имале сознанија за можните нелегални активности на дипломатот Миленковски, но се до апсењето на 27 август во Србија сите молчеа. Миленковски дури беше испратен за заменик шеф на мисијата на ОПСЕ во Виена. ЗАЕ вели дека за случајот со Миленковски ќе се постапува согласно сите меѓународни договори кои Македонија ги прифатила. Но нормално е дека земја која што е развиена демократија, која што ги почитува меѓународните узанси, договори и клаузули, ние ќе постапиме соодветно на тоа, но секако се работи за наш граѓанин и ќе сакаме да дополнително дознаеме сите правни акти кои се, затоа што пред се должност ние да ги штитиме нашите граѓани, но истовремено да го штитиме и законот и меѓународното право. И власта и опозицијата се ја префрлуваат одговорноста. Министерот Спасовски денеска изјави дека потерницата по македонскиот дипломат е распишана лани за време на техничката влада. Сакам да ја информирам јавноста и вас дека меѓународната потерница е распишана од страна на Ерменија на 25 февруари 2020 година. Во тој момент јас сум председател на владата, а министер за внатрешни работи беше господинот Наке Чулев. Што во тој момент е направено, дали е известено Министерството за надворешни работи, не ли е известено, јас немам детални информации за тоа. Се огласи и Чулев кој беше технички министер лани има одговори на Спасовски дека вината е во кадрите поставени од владата на СДСМ. Додека јас бев министер, ниту еден од пионите на Оливер Спасовски до мене не достави информација за каков било криминал од меѓународни размери. Напротив, тие по негова насока правеа обструкции и вешто ги скриваа скандалите правени од негова страна. Вчера екс-министерот за надворешни работи и сегашен вице-премиер Димитров изјави дека не знае зошто Миленковски бил повторно пратен во ОПСЕ и дека тој одбил да му го продолжи мандатот. Пратеникот на ВМРО ДПМН Милошовски на Фејсбук пак напиша дека целиот државен врв знаел за нелегалните активности на дипломатот, но сите прикривале. Милошовски ги обвини премиерот Заев и сегашниот директор на АНБ Виктор Димовски дека токму тие ургирале дипломатот Миленковски повторно да биде испратен во Виена. Министерот Османи пак се амнестира од секаква одговорност за потпишаното решение за испраќање на Миле Миленковски за дипломат во ОПСЕ Виена. Прашање кое виси е и како дипломатот добил безбедносен сертификат за служба во странство. Телевизија 24 денеска се обиде да го исконтактира Виктор Димовски, но одговор не добивме.